Речиси сите граѓански здруженија од Валандово се приклучија во кампањата против изградба на рудници во нивната општина и стопирање на работата на комплексот Казандол. За нив референдумот, закажан на 20 август, е историски ден во кој самите валандовчани ќе кажаат дали сакаат тешка и загадувачка индустрија или чиста еколошка средина. Еден добар дел од граѓаните се уште не се доволно информирани. Што значи всушност рудник со отворен коп во чисто земјоделски крај? Јас 40 години работев во областа на земјоделието. Верувајте ми, ни на крај на памет не ми паѓаше дека некој ќе се дрзне во најземјоделскиот регион, југоисточниот регион, да отвори рудници со отворен коп. Органските производители од Валандово се плашат дека ќе ги загубат сертификатите за кои се трудиле со години да докажат на пазарите дека имаат органски јаболка, смокви, калинки. Гласот го крена и сточарите кои се плашат дека пасиштата ќе им бидат уништени. И сега кога го постигнавме она што го сакавме, ни се надвиснува уништување на таа јаболка. Значи јаболкото е органско, покрај него доаѓа смоквата, доаѓа калинката, а калинката е препознатлива култура за овој крај. Така да ќе биде многу трагично ако проработи овој рудник, сите овие култури ќе ги заборавиме. Тоа е село Казандол, Дедели, Фурка од другата страна, Валандо, Раброво, Брајковци, таму пасишта ќе бидат сите малтене уништени. Со тој потез ќе биде уништено и самиот сточен фонд. Не само овци и кози, него и крави. Вчера министерот за економија Бектеши достави допис до општините кои претходно дале позитивно мислење за отварање рудници, дека согласно македонската законска регулатива, референдумите не може да бидат причина за еднострано раскинување на договорите, но дека преку анализи и вклучување на сите страни ќе се бара решение во рамките на законот.